Добар ден, драги дечиња, сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март од Скопје. Ние еднаш веќе се запознавме, меѓутоа како што се е редот да се представиме и да започнеме. Денеска би сакала да ви ја раскажам приказната по серија на слики Црвеното лале. Во месец март, витрото развигорче се обиде да го разбуди црвеното лале од зимскиот сон, што беше заспало на зелената ливада. Но лалето никако не сакаше да ги отвори своите убави црвени листови и да расцути. Витрото развигорче побара помош од синото облаче. Синото облаче се појави кога го повика витрото развигорче на помош и го попрска нерасцутеното лале, меѓутоа нерасцутеното лале му кажа на синото облаче дека не сака да ги отвори своите црвени ливчиња, бидејќи се уште му студи. Тогаш синото облаче го повика на помош сонцето. Витрото развигорче побара помош и од сонцето, за да го разбуди црвеното лале. Сонцето дојде и го скокотна со своите сончеви зраци црвеното лале. И лалето тогаш се стопли и почна да се буди. Се разбуди, се протегна, исто како и вие, мили дечиња, кога наутро родителите ве будат за во градинка со својата топла прегратка. Се рассонувате, се протегнувате и станувате. Тогаш сонцето реши повторно да го повика синото облаче на помош, бидејќи сакаше да му донесе малце дожд за лалинцето откако се разбуди да се го измие своето лице, тоа црвените ливчиња и веќе да расцути. Повторно како вас, драги дечиња, ќе станете наутро и веднаш се опитувате да си го измиете лицето пред да дојдете во градинка. Тогаш двајцата, тоест жолтото сонце и синото облаче успеа да го разбудат црвеното лале и лалето ги отвори своите црвени ливчиња и расцуте. Да видиме кој му се израдува најмногу на црвеното лаленце. Кога дојдоа дечињата на ливадата и го видеа црвеното лале дека е расцутено, се израдуваа и сите заедно се играа околу лалето. Дечиња, и лалето се израдува, меѓутоа и дечињата се израдува. Јас сакам да ви кажам, дечиња, дека ние досега во минатата активност се учевме за белото кукиче, кое што ни најавува дека ќе дојде пролета, и црвеното лале, кое што ни најави дека веќе е стигната пролета. Сега би сакала со помош на вашите родители да направите, доколку сте во можност, изработки. А за тоа ни е потребно бел лист, темперни бои и вилушка. Вие со помош на темперни или пак водени боички ја мачкате со четка вилушката или пак ја потопувате во претходно историната темперна боица во чинијата и печатите на белите ливчиња. Исто така можете и со помош на компирче и ноже, само родителите работат со ножето, бидејќи можеме ние да се повредиме, мали сте се уште, и формираат лале. Цветчето од лалето се разбира од компирчето и компирчето или го мачкате со водените боички со помош на четка или го потопувате во историната темперна боичка во чинијата и потоа печатите на бел лист. Сега следува една многу интересна активност, а тоа е со помош на вашите лего коцки или пак ситни и крупни конструктори да направите лале, како што го направив и јас, кој што веќе го гледате. Сега, драги родители, јас и моите другарчиња сакаме да ви покажеме како играме играта на препознавање. На овој постер имаме голем број на цвеќиња, меѓутоа ние не сме ги изучиле сите овие цвеќиња, само белото кукиче и црвеното лале. Ние вака правиме. Кога сакаме да се сетиме што всушност сме научиле, а сега да видиме дали ќе го препознаеме. Белото кукиче вака правиме, го ставаме прстото на челото и правиме мисли, 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 мисли. Оп, еве го белото кукиче. Ајде сега да го препознаеме црвеното лале. Мисли, 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 мисли. Каде линија на постерот црвеното лале? Мисли, мисли, мисли. Токму така, драги дечиња. Тоа е црвеното лале. Еве го. Почитувани родители и драги мои дечиња, ви благодарам и за вниманието и за денешната активност. Се гледаме со нова интересна активност. До видување, до следното видување.